Цивил медија. Неспорно е дека оваа влада во изминатите 2 години помина низ навистина крупни процеси кои што беа неопходни да се поминат за да може да се отвори патот на земјата кон евроатлантските интеграции. Сето тоа сепак за нас како граѓански организации и покрај тоа што сите ни велеа во тоа време, ама треба да ја гледате сега големата слика. Сега прво мора да ја средиме големата слика, па потоа ќе се свртиме на малата слика. Сепак ние, не знам како да ви кажам, нашата работа се состои од тоа да ние општиме со граѓаните секојдневно. Ние ги слушаме нивните проблеми и ние преку нив добиваме слика за тоа како функционира државната администрација. И ние од нив дознаваме колку е ниско нивното ниво на доверба во институциите како нивни сервис. Отука моја општа констатација пред да предам на конкретните предлози кои што ги имаме дека во следните години приоритет на оваа влада ќе биде да ја врати довербата на граѓаните во институциите и дека сите оние реформски закони кои што се донесени треба да бидат имплементирани. За обичниот граѓанин информацијата дека се донесени пакет реформски закони не значат буквално ништо. Ќе значат оној момент кога ќе отидат на шалтер и кога државниот службеник кој што ќе ги пречека, без оглед на нивната различност и нивниот статус во ово општество, ќе им го пружат сервисот кој што им е неопходен за да може да го остварат своето право. Се додека не се случи тоа, ние нема да можеме да зборуваме за вистинска реформа во земјата. Јас не признавам реформи на хартија. Законските решенија секоја чест. Се донесоа закони за кои што се боревме многу години. Закони за кои што беше незамисливо во времето на Груевски дека некогаш ќе дочекаме да се донесат. Меѓутоа, нивната имплементација бара итекаков напор. Нивната имплементација бара луѓе кои што седат во министерствата да знаат како треба да ги имплементираат. Треба да имаат сенс и сензибилитет, особено за ранливите групи на кои што дел од реформските закони се однесуваат. Јас ќе почнам од Истанбулската конвенција, која што е навистина документ кој што е од исклучителна важност за Република Северна Македонија. Меѓутоа, дали знаете колкав е процесот на нејзината имплементација? Значи, прво, не чека процес во кој што Истанбулската конвенција ќе треба да се усогласи со законодавството, ќе треба да се оформат специјализирани центри кои што ќе работат со жртвите и секако дека на крајот ќе треба нашето судство да презема соодветни мерки за да ги спаси жртвите. Систематски пристап. Во Република Македонија има само 4 шелтри за жртви од семејно насилство. Јас се кладам дека 70% од државните службеници не знаат што е тоа родово базирано насилство. Не знаат дека Истанбулската конвенција не се однесува само на насилството врз жената, туку дека се однесува и на момчиња со поинаква сексуална ориентација, на трансродови лица и така натаму. Она што е неопходно за да можеме оваа држава да ја направиме држава на задоволни граѓани, граѓани кои што ќе ја почувствуваат благосостојбата и квалитет на живот за сите тие закони за кои што заеднички сме се избориле, мора да претрпи промена во културата на јавната администрација и на државните службеници кои што секојдневно општат со граѓаните. Сега ќе се навратам на феномените со кои што се занимаваме години наназад. Говорот на омраза, делата од омраза. Министерот за внатрешни работи барем знае колку поплаки, представки поднесуваме секојдневно за тоа прашање. Сите ние сме жртви, највеќе е жртва ЛГБТ заедницата, особено во пресред на парадата која што ќе се случи на 29 јуни. Да, се случи една среќна околност дека кривичниот законник
беше изменет и сексуалната ориентација влезе како основ за кривични дела од омраза. Меѓутоа, најчесто кривичните дела од омраза се третираат како обично насилство. Значи и судството треба да го стекне сенсот и сензибилитетот за тоа зошто е важно поинаку да се третираат делата од омраза во судска постапка. И секој пат кога ќе прашам во Министерството за внатрешни работи, добро, што се случува? Ќе ми кажат, па да, испратено е до јавното обвинителство, таму е застаната работата. Во Македонија имаме една пресуда само за говор на омраза. Дали можете да си замислите? Секојдневно сите вие сте сведоци на тоа што се случува на социјалните медиуми. Една пресуда. Не сме само сведоци, туку сме и сме жртви. Не сакам да зборувам за тоа. Значи, ние треба да ги заштитиме граѓаните. Судските органи треба да ги заштитат граѓаните. Една пресуда. И на крајот ќе завршам секако со измените на Законот за спречување и заштита од дискриминација, во кој што конечно сексуалната ориентација и родовиот идентитет се основи. Меѓутоа, сега не чека еден голем предизвик. Не смее да се случи повторно комисијата да биде составена од партиски војници. Граѓаните не се обраќаат до комисијата, се обраќаат до граѓанските организации од проста причина што не веруваат дека можат да добијат правда. Добра околност е што во законот има одредби во кои што се предвидува дека и граѓанскиот сектор ќе биде вклучен во јавни дебати и ќе може да ги коментира кандидатурите на новите комесари. Јас апелирам, како што тоа беше случај со антикорупцијската комисија, да нема партиски влијанија. Не сме да има. И на крајот ќе завршам со омбудсманот, кој што му завршува мандатот во 2020 година. И се надевам нема да свати погрешно дека сакам да се кандидирам, не сакам. Но крајно време е веќе. Омбудсманот не сме да биде човек, жена, избран како претходен договор помеѓу партиите. Не сме веќе тоа да се случува. И првиот и вториот народен правобранител беа избрани како договор помеѓу партиите. Тоа мора да престане. Омбудсманот е мощна важна институција. Омбудсманот во развиените земји во светот се смета за реформатор. Некој кој што кога ќе излезе и ќе тресне со раката по масата, паѓаат министри. Како ќе се случи тоа кај нас? Прво, бидејќи нема независен буџет, па мора нон-стоп да се расправа и за вработувања, и за кадри, така натаму. Второ, со самиот факт дека е станал народен правобранител затоа што е близок до одредена политичка структура, не може да ви обезбеди доверба кај граѓаните, не може да верувате во неговата целосна непристрасност. И уште еден апел, комисијата во Собранието на Република Македонија, која што треба да врши надзор врз прислушувањето, се уште не е започната со работа. А тоа е многу важно и секако надворешниот надзор врз работата на полицијата, особено поради последните случувања и постојаниот оптек на нови бомби, мора да се стави крај на тоа и секако на крај нема да пропуштам во оваа прилика сите да ве поканам да ни се придружите на парадата на гордоста која што ќе се случи на 29 јуни и уште еднаш да потенцирам дека ова ќе биде уште еден тест за зрелост на Македонија. Ние сме последна земја во регионот која што немала парада на гордоста. Мораме како земја да покажеме зрелост од аспект на тоа дека ќе обезбедиме целосна безбедност. Јас веќе имам најави дека голем број од министрите се заинтересирани да ни ја дадат поддршката, секако градоначалникот, како што тоа е случај во сите земји каде што се одржува парадата. Очекувам и премиерот да ни се придружи. Тој веќе ни направи чест со тоа што дојде на прославата на 5 годишнината на ЛГБТ центарот за поддршка. Очекувам сите да застанете до оние кои што живеат во стигма и оние кои што сте жртви. Парадата
се организира токму затоа. Ви благодарам. Цивил медија.